Јас морам да признам, јас сум еден од пратениците, никој ме нема прашано дали би сакал да учествувам во одредена таква анкетна комисија. Ако никој нема размислено, јас сум првиот кој што се пријавам да бидам учесник во анкетната комисија за Кочани. Така да едно име имаат помалку во нивните дилеми кого да предложат. Со тоа што јас мислам дека ВМРО-ДПМН треба да го направи првиот чекор. Јас во една координација на председателството прашав зошто тоа не се направи било што. Да, ми беше кажано дека е поврзано со завршување на заклучоците во постојаната анкетна комисија, кој што јас искрено, пак ја кажам, бидејќи сум бил во извршната власт и знам како кога не сакаш одредена работа, па во круг се обидуваш да ги вртиш работите, така ми личеше и се во ова. Јас на вистина заради и овде не е добивање на никакви политички поени за никого, затоа што ВМРО често знае да кажат еве ги овие некрофилите. Јас како родител сметам дека треба да им дадеме одговор на родителите и на сите во јавноста кој бил и каде имало пропусти за да се направи тоа што се направило, се случило во Кочани, за да никош понатаму го неаме. И затоа, ќе прекинам таму, мислам дека добро е за општеството да ова сага конечно заврши и покажеме ние доблес како пратеници понатаму што ќе направиме. И на вашите, на координациите со вашето раководство партиско ќе го Не, мислам дека јас им помогнав, дека јас се пријавам да бидам еден од, така да не знам колку реално има. Така да мислам дека е полесно сега 50% од проблемот е решен.